Пред отварање на центарот во училиштето имаше значи многу проблеми во училиштето. Нашите децата не може да го совладат македонскиот јазик, кој е неопходно за вклопување на самиот образовен процес. Имаше значи повторување на децата, имаше рани бракови, голем број на рани бракови, меѓутоа со отварање на центарот таа состојба веќе се изменила. Кога го почнавме овој проект, знаете, правите работилници со децата, ги прашувате што сакате да опипате, каде е пулсот, каков е односот кон образованието и ги прашавме, имавме прашање, што сакаш да бидеш, да работиш кога ќе пораснеш. Девојчињата воглавном сите кажува сакам да бидам чистачка. Кој во училиште, кој во амбуланта, кој на разни други места. Мажките пак деца велеа столар и најпопуларно беше да работам во комунална хигиена. Имаше само 4 деца кои што беа запишани, да речам, во средно. Имаше само еден ученик кој што беше запишан на факултет. Учениците роми доаѓаат дури со непознавање на македонскиот јазик. Значи воопшто не го препознава македонскиот јазик, што беше проблем и поради истото беа сместувани во паралелки со деца со посебни потреби, а не во редовните паралелки на самите тестирања при упис во прво одделение. Со формирање на овие центри, образованиот во ромската населба Средорек е во подем. Сега после 9 години ги прашуваме децата истото прашање. Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Тие викаат лекар, архитект, инженер и директор. Самите родители не беа свесни што значи образованието и заслуга на овие организации со тие работилници, трибини и ја подигнаа свеста на самите родители. И дојде до некој големо завидно ниво каде што самите луѓе од заедницата веќе свесни дека нивните деца мора да се образуваат. Денеска после 10 години, ако направиме ретроспектива, може да видиме дека од тие 4 над 120 деца се во средно, имаме на факултет повеќе од 18 до 20 роми, запишани се сите деца во прво одделение, што не беше порано. Ако на почетокот на 90-тите не можевме да се пофалиме дека имаме дипломиран правник, дипломиран економист, професор по одделенска настава, социолог, социјален работник, значи можам да кажам дека во моментот во Куманово барем, го имаме сето тоа и плюс имаме и магистри. Во 2004 година заедно со неколку наши партнери, ромски невладини организации, го дизајниравме програмата за образование на роми. За среќа, УСАИД, мисијата на УСАИД во Македонија, начело со тогашниот директор Дик Голман, ја препозна исто така потребата за поддршка на интеграцијата на ромите, пред се на образованието како клучен фактор во интеграцијата и ни помогнаа да го почнеме проектот за образование на роми. Во овој голем зафат ни се придружи и Детската фондација Песталоци, кој што финансираше поголем дел од компонентата за основно образование, а малку по основањето на Ромскиот образовен фонд во Будимпешта, тој стана наш донатор, кофинансиер и стратешки партнер во поддршка на студентската компонента на програмата. Организацијата значи работеше на прво совладување на македонски јазик, здравствена едукација, пишување на домашни задачи, подготовка за следен училишен ден и совладување на оние испуштени знаења кои учениците роми ги испуштаат поради отсуство од сезонска работа или честите болести. Традиционално луѓето одат од цели ромски семејства од населбиве, од заедниците каде што ние работиме, заминуваат на сезонска работа, посебно во периодот околу кростоперите и се задржуваат некаде
месец дена. Втората причина за големото отсуство е во последните неколку години, односно после визната либерализација на нашата земја, луѓето се минуваат со цели семејства во странство и бараат азил. Ги водат со себе своите деца кои се ученици во нашите партнер училишта и голем дел се и наши корисници од тие деца. Кој е проблем кој ќе се вратат да се вратат назад во овој процес? Тука е нашата улога. Значи, Брама се труди да преземе грижа за децата што се враќаат. Тие да се интегрираат во образовниот процес и да седнат во училишните клупи. Значи, нашата екипа оди на терен и во соработка со училиштата, со родителите, со стручната служба, со класните раководители, наставниците на тие деца повторно се вклучуваат, повторно се враќаат назад. Едукаторите од центарот им помагат во извршување на домашните задачи. Добре што тие ги насочуваат само како да се ги извршуваат домашните задачи, и да одат спремни на часовите во училиште дека има домашна задача и го знаат материјалот кој го изучуваат. Што друго добиват социјализацијата, дружењето со останатите деца, дружењето со деца од друга националност, бидејќи во центарот, како што знам, доваѓаат и нероми деца. Многу е позитивно што и самите професори од училиштето се волни да се вклучат во такви програми и да помогнат на децата од ромска националност. За мене поддршката во овој центар ми значи многу, бидејќи јас овде научив многу убави работи. Како на пример, првите работи што ги научив ми беа буквите, броевите, зборовите кои ги научив на македонски јазик. Едукативните работилници ми се интересни бидејќи ние работиме за детските права, за социјалните еднаквости, за тимската работа. На нас се фали промовирање на позитивни модели. Веќе овие деца што завршиле високо образование, треба да се интегрираат во институциите, да представуваат слика што утре доколку моето дете заврши што ќе биде. Јас имав таа прилика и чест и привилегија да бидам еден од неколкуте, односно еден од првата генерација кој што добија можност и задоволство да ползуваат дел од оваа програма. Во секој случај е позитивен чекор и за еден млад студент, тогаш млад човек кој потекнува од работничко семејство, со една плата, значи во семејство, значи голема поддршка пред се. Меѓутоа исто така и една голема одскочна даска, да се изразам така, кон добивање на диплома и звање на академски граѓанин. Јас имам две дечиња кои што учат во основното училиште Христијан Карпош и на една родителска средба заедно со оделенскиот наставник на мојот син и другите родители се договоривме и јас се согласив, прифатив да бидам член на советот на родители во училиштето. Секако тоа го прифатив со цел да придонесам нешто за сите деца кои што учат во училиштето Христијан Карпош, без разлика дали се роми или македонци. Порано многу малку родители роми учествувале на родителски средби. Сега таа бројка е зголемена. И се поголем интерес имаат родителите за успехот на своите деца. А со тоа се зголемува и бројот на родителите кои што се во советот на училиштето. Резултатите за 10 години се видливи. Влеговме во проектот со едни капацитети и знаења, излегуваме со други. Од обуки за работа со деца до обуки за социјална правда, преку Empower програмата на Песталоци детската фондација, ние обучивме тројца луѓе од нашата организација, кои што беа 9 месеци во детското село Троген и учеа интеркултурно образование. За ромската заедница ние пополнуваме документи да можат да користат социјална помош, потоа да остваруваат здравствена заштита и правиме секоја година имунизација на малите деца. Во 2010 година изготвивме еден алтернативен извештај за образованието на децата роми и го поднесовме до Комитетот за правата на децата. Секогаш сме поканети барем досега, на подготовките на документите, на владините документи, како стратегијата за роми. Јас се надевам дека
и верувам дека државата, дека локалните институции кои ја имаат таа надлежност ќе преземат барем дел, за да се продолжи да им се помогне на овие луѓе, на овие деца што им треба помош. Значи ние успеавме во сите нивоа да делуваме за да го смениме начинот на размислување како во оваа локална заедница мислам на ромската популација. Меѓутоа ние го сменивме мислењето и во училиштата. Нивниот поглед кон ромските деца и нивните потреби, како и на општината, па јас мислам и на национално ниво. Прваче, весело сум јас, прваче, пеам на цел глас.